Опсежна реконструкција беше спроведена на пристапните патишта и кругот на клиничката болница Штип. Подобрена е комплетната инфраструктура, а возилата за итна помош од денес имаат посебен пристап. Направивме нов пристап, практично старата капија ја оспособивме со нов подпорен зид, за кој што се одвоени нешто повеќе од 1,5 милиони денари како прва фаза. Овој нов пристап ќе служи за возилата на итната медицинска помош, за да имат полесен и побрз пристап, а веќе во втората фаза, како што најавивме денес, се асфалтираат сите пристапни улици во рамки на клиничката болница, за кои што се одвоени нешто повеќе од 2,5 милиони денари. Првата етапа оспособување на старата капија со подпорниот зид е завршен. Во моментот присуствувате на асфалтирањето на кругот и со тоа се оспособуваат два влеза кои што ќе бидат влез за цивили и службен влез за брза помош, или тоа е сегашната стара капија. Денес работните активности околу клиничката болница според работниот план завршуваат. Очекувам денес активностите да бидат завршени и да се подобри пристапите до клиничката болница, но и во рамки на самата болница сите сервисни улици. Секако дека она кое што е главен приоритет за штипјани, но и за граѓаните на истокот е довршување на градбата на клиничката болница, но како што напоменав, она кое што е во домен на локалната самоуправа и веќе го правиме. Во клиничката болница Штип предстојат и други адаптацијски активности. Во скоро време ќе се отпочне процедура за адаптација на ургентниот центар. Тоа е овој простор позади вас за ургентен центар каде што ќе биде. Имаме и други реконструкции, како што е реконструкција на кровот на инфективното оделение. Во блиска иднина ќе има реконструкција во физикалната терапија. Ќе се подобрат условите за амбулантите и собликувалните за пациентите. Тоа се тие градежни активности што ги планираме за оваа година.